Përshëndetje të nderuar shikues, ja ku po ritakohemi sërish së bashku dhe në fakt ditën e sotme do ndalemi te matura shtetërore. Duke ju afruar verës të nxehtit, pushimeve, përfundimit të vitit shkollor ose vitit akademik, po ashtu i afrohemi edhe një kalimi ose një kthesë shumë të rëndësishme me cilën përballen maturantët. Pavarësisht që ata këto muajt e fundit i kanë pasur në halle të veshjeve dhe të festës së maturës, por kam pasur edhe një hall mjaft të rëndësishëm që është matura shtetërore, një testim disa ciklik i cili në fakt do përcakton nëse ata do mund në të ardhmen të regjistrohen në universitete dhe në fakultete të cilat ata i dëshirojnë apo jo. Dhe në fakt për të folur mbi maturën shtetërore, për atë se çfarë i pret në pak ditë maturantët, deri ku ka ardhur procesi i përgatitjes, por edhe cilat do të jenë risitë, të cilat vetë më janë diskutuar pak ajo shumë, por më zgjerimisht do t'i flasim me drejtoreshën e Qendrës për Provime Shtetërore, së bashku me mua këtu në studio, është Danila Jovchevska-Mihajlovska. Dobar den, dobro ni dojuftëm. Dobar den, добро најдов. Во моето кратко интро кажав дека иако матурантите биле возбудени со тоа што ќе облечат во матурските вечери, исто така и испитите се дел од овој период. Така да докаде сме со испитите, бидејќи досега вие сте работиле, па од неколку дена матурантите ќе треба да се испитуваат. Така е, матурските прослави веќе завршија, така што сега матурантите ги очекува еден нов момент, а тоа е моментот на полагање на испитите, кои што самите тие ги избрале да ги полагаат на крајот на средното образование. Значи, матурантите ќе полагаат, и тоа многу скоро, во сабота го полагаат првиот екстерен испит, кој што им е изборен и кој што самите го избрале согласно оние листи кои што ги добиваат за изборност на предметите. Државната матура, државната уметничка матура и државната стручна матура од оваа година веќе, како што може да забележите, имаме 3 вида на матура, која што матура е направена се со цел да им се помогне на учениците и да ги постигнат посакуваните резултати. Стартуваме со сите 3 вида матура оваа година и Државниот испитен центар во текот на целата измината година работеше на подготовка на испитите, затоа што подготовката на испитите не се прави за ден, 2 или 3, тоа е процес кој што трае и треба да помине време додека ние стигнеме до тоа што на крај треба, а тоа е ученикот да го добие тестот и да почне да работи. И потоа повторно следи и вториот дел, имаме и повторно процес кој што следи и по завршувањето на испитите. Така што оваа година матура ќе полага 14.587 кандидати, тоа се ученици кои што избрале државна матура, државна стручна или државна уметничка матура. На 6 рековме дека полагаат изборен предмет со почеток во 9 часот, значи изборниот предмет зависи од тоа што самите избрале. Учениците кои што избрале државна матура бираа помеѓу англиски јазик, италијански јазик, француски, германски, руски или пак математика, додека пак учениците кои што избрале државна стручна матура избираа помеѓу англиски јазик и математика, а учениците кои што избрале да полагаат уметничка матура, изборот го правеа помеѓу англиски јазик и историја. Што се однесува до видовите на матура, значи државна матура има можност да изберат сите ученици кои што сакаат да полагаат државна матура, додека пак учениците од стручните училишта имаа можност да изберат државна стручна или државна уметничка или државна матура. За разлика од нив, учениците од уметничките училишта бираа помеѓу државна матура и државна уметничка матура, а гимназијалците се разбира само државната матура. Изработена е нова концепција во согласност со тоа што беше побарано од законските измени кои што беа направени во април 2025 година, се изработи новата концепција и со новата концепција веќе се отворија и нови можности за реализација на овој вид на испити. Само треба да знаеме дека покрај државната матура учениците, односно оние испити кои што се врзани со екстерниот дел на полагање, поврзани со државниот испитен центар,
учениците можат да бираат и матура која што се полага во рамките на училиштата, односно она што е училишна матура, која што може да биде училишна гимназиска, училишна стручна и училишна уметничка. За учениците со трет степен имаат завршен испит. Државниот испитен центар работи во оној дел кој што е поврзан со екстерните испити од државната матура, државната уметничка и државна стручна. Сега многу се повторуваме, меѓутоа од оваа година имаме 3 вида, па ќе се навикнеме за до година. Да, точно, и е важно да се спомнат овие 3 вида, иако учениците веќе имаат одбрано што ќе положат, но пак следна година и следните години исто ќе се одвиваат, па така да се спремат и тие што се помлади. До каде се тестовите, каде се наоѓаат моментално тестовите, дали, пошто рековте дека спремни се веќе, ги чекаат учениците? Подготовките се направени, тестовите се подготвени, навреме ќе бидат дистрибуирани, така што има работи кои што и не ги откриваме до крај, нели? Но важно е дека никој не може да добие прашања од тестовите. Тестовите се... Така е, ниту еден не може да ги има прашањата од тестовите се заштитени, имаме посебни мерки со кои што, нели, се преземени во тој дел, така што тестовите се чуваат во најголема тајност. До сега, и сите ученици кои што одбрале за само државна матура, имале многу видеа на тестови, особено онлайн, за да можат да видат, да се тестираат, да видат како изгледаат прашањата. За државна уметничка и државна другиот вид на тестови, дали имале можност да се тестираат малце? Значи, што се однесува до тестовите кои што се јавно објавени, тоа се искористени тестови од минатите години, слободно може да ги користат сите ученици, без разлика на кој вид матура се определиле, затоа што тие тестови беа работени согласно оној пресек на испитни содржини кои што ги има учениците до минатата година заеднички. Тука нема некоја голема разлика, така што секој еден ученик може да се истестира и да види до каде. Од оваа година имаме нови испитни програми, кои што се испитни програми изработени согласно видот на образование кој што го изучувале учениците во текот на тие 4 години што ги имаат поминато во средното. Значи имаме нови испитни програми за средно стручно и нови испитни програми за уметничко образование, така што во испитните програми се дадени сите оние содржини кои што може да се најдат во тестовите. Од таму учениците кои што сакаат да го проверат своето знаење, слободно нека ги искористат веќе постоечките тестови, затоа што содржините ги има и таму од минатите години кога сме правеле пресек. Рековте дека над 14.000 матуранти се запишани. Со разлика од минатите години, дали имаме помал број, поголем број на матуранти? Видете, оваа година имаме помала бројка на пријавени матуранти, меѓутоа тука има и нешто друго, што ние не можеме да кажеме во целост дали ние имаме на ниво на држава помал број на ученици кои што завршуваат 4-та година средно образование, од причина што има ученици кои што не се пријавиле за некој вид од државната или државна стручна, државна уметничка матура. Туку избрале од оние кои што се одвиваат интерно во училиштата. Дали е училишна стручна, дали е училишна гимназиска или пак училишна уметничка матура, така што не можеме да... Ние пријавената бројка кај нас е пониска на кандидати од минатата година, меѓутоа тоа не значи дека е и бројката на ниво на држава. Тука не можам да ви кажам со сигурност. Тоа значи дека не треба да не загрижи оваа бројка? Не, бројот е приближно тој. Со тоа што некои одлучуваат да не полагаат државна матура, кои се тие разликите или тоа што ги чека во иднина тие ученици кои што нема да полага државна матура, туку само интерна матура? Значи, учениците кои што нема да полагаат еден од трите вида на матури, кои што се поврзани со екстерните испити, понатака не можат да го продолжат своето образование. Тие со училишна
матура, дали е гимназиска или стручна или пак уметничка, остануваат на тоа ниво што се. Не продолжуваат во високообразовните институции, за разлика од овие ученици кои што ќе полагаат екстерни испити или ќе полагаат матура поврзана со екстерните испити на крајот на средното образование, тие имаат можност понатака за упис на високообразовни институции во зависност од видот на матура кој што го избрале. Што значи тоа? Ги определува државната матура, екстерната матура за запишување во универзитет? Значи, ние кажавме дека државна матура може да полага секој еден ученик, без разлика дали е од гимназија или од стручно или од уметничко училиште. Со тоа што ќе полага државна матура, ученикот веќе има проодност на сите високообразовни институции, значи може да се запише таму каде што сака. Додека пак учениците кои што полагале државна стручна матура или пак државна уметничка матура, имаат проодност во оние области кои што се сродни на високообразовните институции. Ние имаме објавена листа, таа листа е направена во соработка со универзитетите. Значи, секој еден универзитет има веќе ставено на нивните страници, официјални веб страни, има ставено листа со кој вид матура, на кои студиски програми ќе запишува и учениците имаа можност сето тоа да го видат. Значи, веќе секој кој што сакал да се информира, има све онлайн и се информирал. Информации се достапни, да, имаат и на страната на matura.gov.mk може да ги најдат сите потребни информации. Иако ние зборуваме дека онлайн се материјалите и дека може да ги проверуваат, веќе мислам дека е малце доцно за тоа. Би требало све тоа да се направи низ годините во средно училиште. Па видете, материјалите не се поставени од денес и вчера, тие материјали се поставуваат секоја година и само се обновуваат, така што се поставени години, тестовите искористени стојат. Ако ја погледнете страната, ќе видите дека има тестови поставени од 2008 година, што значи дека има еден солиден материјал од кој што можат учениците да се подготвуваат. Така што подготовката за полагање на матура трае 4 години, да не речам од прво оделение, нели? Откако ќе почнат сите оние предмети кои што се дел од матурата, се предмети кои што учениците ги изучуваат од самите почетоци. Со годините знаеме дека веќе и англискиот јазик од прво оделение учениците го изучуваат, така што не е нешто што им е ново и тие се подготвуваат за тоа што треба да следи на крајот. Секогаш треба да постои нешто со што ќе ставиме круна на нашето образование, а еве средното образование се заокружува со матурата. Значи без разлика кој вид матура учениците ќе го полагаат, тие веќе имаат едно оформено образование, се што ќе стекнат понатака е чекор плюс во нивната лична надоградба, за да можат понатака да се насочат во тоа што тие го сакаат. Подготовката за државна матура, државна стручна, државна уметничка, нели е нешто што треба да се прави и се прави, затоа што тоа е предвидено и со календарот за организација на работата на средните училишта, во кој што стојат и посебно нагласени денови дека учениците треба да се подготвуваат за матура и верувам дека сите наставници, сите професори работат на подготовка за матура на учениците и искрено очекувам дека сите ученици ќе бидат подготвени и матурата ќе им биде нешто што ќе протече во најдобар ред и ќе постигнат онакви резултати какви што и самите посакуваат. Низ годините и во различни средни училишта, дали имаме големи разлики од едно средно од друго со просечен степен на одговори, на точни одговори, на добри тестови или пак на тие што имаат полагано и тие што не, или пак тука се движат? Видете, ние нашата анализа ја правиме на ниво на држава, значи не ги издвојуваме средните училишта, па да кажеме ова е меѓу првите 5, а тоа е меѓу последните 10.
Значи, целата анализа се прави на ниво на држава, на вкупен број на кандидати, пријавени по одредени предмети по кои што ќе полагаат. Така што оценка по училишта не можеме да дадеме и да кажеме тие се подобри, а овие се послаби. Секако во рамките на училиштата, кога ќе ги добијат резултатите, секој училиште гледа нели колку има петки, колку четворки, меѓутоа тоа е во рамките на самото училиште, но затоа пак не знаат другите училишта какви резултати имаат. Во државно ниво како се движиме? Дали оценките се добри? Просечните оценки се добри, солидни се, затоа што вие имате ученици кои што се голема популација на кандидати, така што не може сите петки, сите четворки, така, па затоа ќе имаме оценки согласно постигнатото што го напишале на тестовите. Прашувам ова бидејќи често кога се зборува за образованието тука во Северна Македонија се зборува за ниско образование, лоши оценки во PISA тестови, а државната матура е и еден вид на тестирање на целокупното знаење на матурантите. Па јас не би рекла ниско образование, нели? Сепак образованието колку што зависи од тие кои што го нудат, зависи од тие кои што го восприемаат. Треба учениците и сами да сакаат да постигнат одредени резултати. Затоа што ученикот треба да се труди, наставникот го насочува, го поттикнува, му дава можности, меѓутоа ученикот треба да биде тој кој што ќе сака да учи за да го постигне резултатот. И затоа постојат и критериуми за оценување и резултати од самото учење. Врз основа на тоа што постигнале, така и се оценети учениците. Најголемиот проблем е тука што не пројавуваме доволно интерес кон читањето, затоа имаме проблем со читање со разбирање. Значи, треба да се насочиме, јас кога зборувам за матурата, и ве спомнавте и PISA-та, значи и во рамките на PISA-та и матурата, тоа се прашања кои што се приближно на ист начин поставувани, може да се забележи дека ни недостасува читање со разбирање. Тоа значи дека ученикот треба внимателно да го прочита текстот или прашањето кое што му е поставено, да разбере што се бара од него, за да го одговори истото. Затоа што секое прашање значи и половина одговор. Тука ни е најголемиот проблем, значи не знаеме да читаме. Иако е најлесната работа да се направи. Ние знаеме да читаме, меѓутоа забораваме дека кога го читаме тоа треба малку со поголемо внимание да го прочитаме. Не е дека не знаеме, знаеме да читаме. Ваше мислење не нормално ќе се види низ годините, но со сега со ова интелигенцијата и ChatGPT и све што е објавено веќе и што децата го имаат секој ден на рацете, дали мислите дека тестовите ќе бидат малце полоши или пак не се знае како ќе се одвиваат? Видете, на денот на матурата учениците треба да си ги остават телефоните дома. Или евентуално во оние кутии кои што ќе бидат оставени пред просториите за полагање, каде што ќе треба да останат сите електронски уреди, телефони и се што не му е потребно на ученикот да го внесе внатре во просторијата. А на ученикот во просторијата му е потребно сино пенкало и шишенце со вода, нели? А се останато треба да биде надвор, затоа што учениците нема да имаат можност да ги користат мобилните телефони и не треба да ги користат. Затоа и не зборуваме дека вештачката интелигенција ќе биде таа која што ќе биде учесник во решавањето на тестовите. Затоа што ние имаме правила, имаме и мерки. Секое правило треба да биде почитувано. Доколку не е почитувано правилото, ќе следат мерките. А мерките секако не се награда, туку имаме нешто што ќе биде дали опомена, дали прекинување, дали поништување на тестот и секој еден матурант би сакал да го заокружи своето образование. Затоа јас си ќе кажам дека секој треба да работи самостојно, да не очекува дека некој друг треба да одговори наместо него. Значи ќе има мерки ако се употребуваат телефоните? Мерките се јавно објавени, тоа не е нешто новина кое што е нели од денес и вчера, туку е нешто што го има низ годините и тие се објавени на страната на matura.gov.mk, секој ден може да си ги прочита прво правилата. Јас сум секогаш прво да си ги прочитаме правилата, да ги видиме убаво правилата и да знаеме нели што треба да правиме. Ако ги почитуваме правилата, нема потреба да ги знаеме мерките. Но ако мислиме да скршнеме од правилата, тогаш е потребно добро да ги прочитаме мерките.
Каде ќе се одвива државната екстерна матура? Дали сите училишта ќе бидат уредени внатре или пак има и во надвор, во амфитеатри и различни простори? Значи, матурата и оваа година, како и минатата и таа пред неа, ќе се организира во голем простор. Тоа значи дека треба да имаат училиштата големи физкултурни сали или холови аули. Затоа ние од секој училиште бараме да ни дадат информација дали располагаат со соодветен простор. Доколку некое училиште се изјаснило дека не поседува соодветни просторни можности во кои што ќе може на тој начин да ја реализира матурата како што налага правилникот, тогаш изнаоѓаме начин да им помогнеме и тоа го правиме со помош на универзитетите. Значи, универзитетите се тие кои што не излегуваат во пресред и нас, и на средните училишта, и таму се организира полагањето на испитите, се организира во големите амфитеатри, имаат огромни предавални, имаат голем простор и во тој голем простор учениците ќе ја полагаат матурата. И оваа година има училишта кои што се изјаснија, така што ние ќе имаме полагање на УКИМ, на Универзитетот Свети Кирил и Методи, ќе имаме на УКЛО во Битола, ќе имаме во Прилеп на Економскиот факултет, на Факултетот за Југоисточна Европа во Тетово, на Државниот Тетовски универзитет ќе имаме исто така, на ФОН ќе имаме полагање. И се надевам дека сите ги кажав, затоа што навистина оваа година имаме зголемен број на училишта кои што ќе полагаат на високообразовни институции. Која е разликата веќе овие 3 години со полагање на поголеми простори и учениците да бидат сите заедно во иста просторија со разлика од минатите години каде што се полагаше по училници и јас барем сум полагала во училница? Значи, во еден голем простор кога се сместени повеќе ученици, повеќе групи, така ние како што ги делиме 15 па еден тестатор, па кога имате 2, 3, 15 во просторот, 4 некаде, зависно од големината на просторот, кога е сместена поголема група, вие таму имате пред се и повеќе тестатори. Имате поголема прегледност што се случува. Не секој ќе се осуди да го извади телефонот ако знае дека покрај тој што стои тестатор пред него, има некој кој што стои од другата страна и го наблюдува и го гледа сето тоа. Така што големиот простор во тој дел отвара можност да нема препишување, да нема телефони. Ние минатата година имаме позитивно искуство, значи учениците си беа на вистина крајно примерни, си ги оставаа телефоните, си влегуваа, си решаваа, си полагаа на факултетите, си излегуваа, ниту едно дете не излезе, нели разочарано или нешто слично. Тоа значи и учениците се чувствуваат можеби малку подобро, иако го нема тој комфортот на затворено место, но пак копирање е малце потешко. Така е, значи самото чувство дека се, еве јас ќе ги земам факултетите, дека се во амфитеатрите, таму каде што би требало за 2-3 месеци да го продолжат своето образование, им дава веројатно некоја поголема сигурност, ги прави да се чувствуваат можеби позрели од тоа што се да се соочат со реалноста, дека амфитеатарот, знаете, кога ќе погледнете одгоре, се гледа надолу. Точно. И тука нема простор за да се направи, да се извади телефонот, да се препишува или нешто слично. Затоа и јас и апелирам дека телефоните не им е местото во просториите каде што се полага. Кога се зборува за училиштата кои што сами ќе ги организираат, пошто имаат простори, дали тие ќе бидат салите или холови и така натаму, имаше реакции дека самите наставници или пак стафот внатре требаше да ги носи, дали тоа ќе бидат маси и све тоа што би требало за тестирање. Иста ситуација ќе биде и оваа година, самото школо треба да се организира? Организирањето на денот на матурата, местото на полагањето, како треба да биде уредено и организирано, согласно правилникот, си го организира самото училиште. Значи, училиштата се тие кои што ќе си се организираат, на кој начин ќе го спроведат тој дел. Клупите, дали ќе ги симне 1, 2, 5 мина, тоа е веќе нивна организација.
и ќе им бидат поставени на местата кои што се определени за полагање на матурата. Значи први места кои што се физкултурните сали, кои што треба да бидат исполнети онака како што е дадено согласно правилник, а потоа големите аули во училиштата, затоа што знаеме дека има училишта кои што имаат солиден и голем простор, кој што може да одговори на барањата кои што ги имаме. Потоа добар дел од училиштата имаат и клупи кои што се лесни за носење, така што ќе се организираат како и минатите години, така и оваа година. Ова не е нешто што е ново. Спомнавте тестатурите, веќе одбрани се, верувам дека тестатурите веќе имаат сознание наставниците каде ќе бидат сместени. Значи, тестатурите оваа година имаме околу 2500 тестатори, кои што ќе бидат присутни на денот на испитите. Тестаторите се предложени од страна на директорите на училиштата, распределени по случаен избор, така што не значи дека тестаторите од едно училиште, па сите ќе бидат во исто друго училиште, туку тоа е направено по случаен избор, веќе имаат добиено решенија кој каде треба да биде на денот на испитот. Денес има и обуки тестаторите, да се подсетиме што треба да се прави на денот на испитот и да се надеваме дека се ќе протече во најдобар ред. Покрај тестатори, значи ние имаме над 200 наблюдувачи, кои што се од образовните институции, како што е Министерството за образование, Бирото за развој на образование, Центар за средно стручно, Центар за образование на возрастни, Државен испитен центар. Значи сите тие се вклучени во овој процес и се на терен на денот на матурата. Значи све е готово, сите ги чекаме учениците на 6 сеја во сабота. Само тестот има останато да биде пред учениците. Значи учениците во сабота треба да бидат навреме пред се, некаде околу 8 часот најдоцна да бидат во училиште, може и порано, не подоцна, затоа што од 9 веќе почнува испитот, знаат веќе се известени, дека штом ќе задзвони второто звонче, тоа е 9:15, тогаш почнуваат со решавање на тестот, претходно технички да го проверат. Меѓутоа, се што не треба да не биде пред нив на клупите, освен тестот. До сега зборувавме за тоа што ќе биде до сабота, па и следните датуми. Кога можеме да ги очекуваме резултатите првично? Резултатите од матура првично ќе ги очекувате, и односно ние уште повеќе од вас, нели? Ќе ги очекуваме 1 месец по завршување на последниот екстерен испит. Значи, ние на 11 јуни полагаме испити од државната матура по предметот мајчин јазик. Учениците кои што избрале државна матура на 11 јуни ќе полагаат македонски, албански, турски, српски, додека пак учениците кои што избрале државна стручна матура или државна уметничка на 12 јуни ќе ги полагаат испитите од мајчините јазици. Тоа значи дека 1 месец по завршувањето на последниот екстерен, а тоа е 1 месец по 12 јуни, би требало да биде некаде 11 јули. Државниот испитен центар работи, целиот тој период. Ние многу би сакале да биде и некој ден порано, меѓутоа тоа не зависи само од нас, туку целокупната работа, целокупниот процес треба да биде и квалитетно изработен. Како се движи проверката на тестовите? Значи, проверката на тестовите се движи во соработка со голем број на оценувачи. Се ангажирани многу голем број на оценувачи, така што тоа се оценувачи од целата територија на нашата држава, кои што доаѓаат и работат на оценување на тестовите. Ниту оценувачот знае кого го оценува, ниту пак се знае кој е оценувач. Се работи под шифри, бидејќи знаете станува збор за шифри. И тука немаме простор за манипулација. Значи, 1 тест, 1 оценувач. Има и втора проверка, има делови кои што и се проверуваат и повтор пат од друг оценувач. Значи, сите ученици да бидат сигурни дека нивните бодови се точни. Сите ученици треба да знаат дека нивните тестови се прегледани, дека тие
не се препознаени по име, по презиме и така натака, туку се шифрирани, така што тоа што ќе се прегледа е крајно објективно и нивната оценка е објективна и веродостојна. Колку е важно да продолжиме да имаме ние државна екстерна матура во Северна Македонија и матурантите секоја година да се тестираат? Државната матура и сите видови на испити на крајот на средното образование се значајни и тие треба да продолжат, затоа што ако не требало, воопшто немало ни да бидат воведени, така кажано, пред речиси 20 години, затоа што пилотирањата беа 2006 година, од 2008 година веќе имаме државна матура, а веќе сега имаме и 3 вида на матура во зависност од видот на образование. Значи државната, односно сите видови матура се потребни за да можат учениците понатака да го продолжат своето образование на високообразовни институции, како во земјата, така и во странство, затоа што знаете дека насекаде се полагаат матурски испити, нема некаде каде што нема матура. Матурата е завршница на едно поглавје на еден млад човек во делот на образование, кој што понатака рековме одлучува дали ќе продолжи да студира или ќе продолжи да работи и ќе биде конкурентен на пазарот на трудот. Ве прашувам дека често пати поради тоа што матурата знае да биде малку постресна и се тоа и родителите, но и учениците ќе викаат па зашто треба матура да има, подобро да има испит пред да се запишеме во универзитети и затоа некојаш се крива од дилемата дали можеби во некој момент требало да немаме матура. Значи, ние сме во соработка со универзитетите и стоиме на ставот дека матурата треба да ја има и да остане матурата, затоа што тоа што е дадено за да се полага изборноста на испитите и така натака, се е направено заедно со факултетите кои што дале предлог кои предмети треба и како треба и така натака. Затоа матурата е замена за тие испити. Од 11-12 јули вие почнувате работа за следната државна матура. Па ние после јули, да, веќе почнуваме за август, за оние ученици кои што нели кандидати нема да положат во јуни, ќе ги правиме подготовките за нив. Меѓутоа, ајде да не речам од 15-20 август, ама од 1 септември веќе започнуваме подготовки за следната година за матура. Што се случува за тие што нема да полагат ни јуни, ни август, имат право следна година? Колку право имат, колку пати може да положат? Значи, секој еден кој што не пријавил сега да полага матура, може да се пријави во декември, секој декември е пријавувањето за матура, може да пријави за да полага нели годината која што следи. Така што оние ученици кои што не пријавиле да полагаат во 2026 во јуни, во декември 2026 ќе се пријават за да полагаат за 2027 мај, јуни, зависно кога ќе бидат испитите. Ученикот има право да полага матура додека не ја положи истата. Значи нема кровна... Нема ограничување и тоа и ако некој ученик сега полагал од училишните матури, па се предомислил, решил да оди на факултет, може истиот во декември потоа да се пријави да полага државна стручна, државна уметничка. Може некој ученик сега полагал државна стручна, па заклучил дека до година сака да го промени факултетот, па ќе се пријави следната година, значи следната година ќе се пријави да полага, пример, државна матура. Можности има, нема ограничување, значи им се дава можност на сите кои што сакаат да продолжат да полагаат матура. Ние сме при крај на нашиот разговор. Дали има некоја порака за крај што би сакале да ја дадете за учениците, родителите, тестаторите, за сите? За учениците ќе им порачам дека не треба да бидат под стрес. Значи матурата е тест како и секој друг тест кој што тие го работат во училиште, само сега во едни поинакви услови, да бидат опуштени, внимателно да читаат, да не ги носат телефоните, повторувам веќе неколку пати, да не се обидуваат да препишуваат и да бараат начини како полесно да стигнат до целта, туку да седнат и тоа да го направат со својот собствен труд. Секој еден ученик може да ја положи матурата доколку се потруди, затоа што стигнал до крајот на своето средно
образование. Штом стигнале до крајот, тие учеле, не останале некаде поназад, сега само ќе ни покажат дека тоа навистина и било така. Што се однесува до родителите, нека им дадат поддршка максимална на децата во насока да учат, за да можат да постигнат што е можно повисоки резултати, затоа што само она што ќе го постигнат со свој собствен труд, навистина е вредно. Се останато што е стекнато на некој друг начин, тоа веќе не го исполнува целосно човекот. Затоа родителот треба да биде горд на собственото дете кога тоа го прави само и стигнува до целта. Нека им дадат поддршка, нека бидат покрај нив, нека им кажат дека матурата не е нешто од што треба да се плашат, бидејќи и ние како родители сега зборувам, и ние сме полагале и матура и низа други испити, и тогаш ги немало мобилните телефони да ни бидат поддршка. Точно. Атестаторите, тоа се мои колеги, наставници, професори, кои што секогаш си ја исполнуваат задачата и верувам дека и сега ќе бидат одговорни, дека ќе го санкционираат, односно, ајде да не биде санкција, туку ќе го превенираат сето она кое што не треба да се случува на денот на испитите. Ви благодарам многу за времето и за ова интервју. Ви благодарам и вас на поканата. Ме качим билим емисиони për ditën e sotme me tërë këto mesazhet, mos përdorim telefon, të përgatitemi dhe të bëjmë testin me njohuritë tona duke mos u munduar që të kopjojmë. Këto do të jenë, le të themi kështu, mesazhet e fundit për gjithë ata maturantët cilët do të hyjnë në maturën shtetërore dhe do t'i nënshtrohen të njëjtës si vjet. Mbyllim emisionin këtu së bashku, ju uroj një ditë të mbarë.